Од втора 10 години откако воопшто не успеа да собере ниту потписи, Билјана Ванковска сега со поддршка на Левица успеа конечно да си оствари желбата да влезе во трката за вселување во Вила Водно. Во 2014 даваше инструкции како да се потпишуваат луѓе, но не успеа да ги собере потребните 10.000, се правдаше со бирократски проблеми. Меѓутоа, хартијата, листовите на кои вие треба да се подпишете за да дадете поддршка на еден кандидат, ги набавува самиот кандидат. 10 години подоцна успеа во мисијата барем да собере потписи со асистенција од Димитар Пасиев и Левица, зашто беше спремена и партиска кампања. А Македонија е се што немаме, да ја имаме повторно. И за тоа ни треба народен председател. Стоп за бинационалната држава која не дели, а не сближува. Пред да почне да собира потписи во 2014-та, таа жестоко ја критикуваше поранешната власт и влезе во дуел со поранешниот премиер Никола Груевски околу реформите во високото образование кои меѓу другото предвидуваа професорите да бидат обврзани да пишуваат повеќе научни трудови. Сакавме да биде на неутрален терен, да не речете во влада или во собрание и така натаму, затоа го одбрахме ова. Меѓутоа ако сакате, можеме каде сакате. Сакате во собрание да отидеме? Може сега да одиме таму. Потоа, иако ја прифати поканата, на крајот не отиде во законодавниот дом. И потоа повторно не му влеговме, не затоа што немаме аргументи, туку затоа што нашиот став остана издали под еден кров. Тој не е домаќин во собранието. Тој нема овластување, тој покажа, тој ви се разголи пред јавноста. Ванковска ќе остане запаметена и по тоа што ја пречеше што државата го пречекала Јохан Трчуловски кога се врати по одслужувањето на пресудата во Хаг во гостување на Алсат кај тогаш новинарот, подоцна генсек на владата, а сега осуден за криминал Мухамед Зекири, кажа дека ако би била начело на државата, не би го примила Трчуловски во својата канцеларија. Како професор, на пример, ќе го земеме, го спомнавме за време на паузата случајот со Јохан Трчуловски, да бевте председател, би го примиле во канцеларија? Никогаш. Никогаш. Значи, она што председателот, затоа изборував за помирувањето и тоа. Една работа е што владата ја напумпа таа еуфорија, создаде херој и знаете, тоа не е случај само со Трчуловски. За случајот со Трчуловски говореше и пред медиуми од странство. Во 2013-та ја осудуваше македонската власт што го пречекала и тоа пред камерите на Ал Джазира. Ипак sada pokazuje dakle da svo ovo vreme nije došlo do katarze, nije došlo do suočavanja sa istinom, nije došlo ni do nekakvog kajanja zbog ubijenih civila. I ono što mene najviše zaprepašćuje je to da makedonski deo javnosti uopšte nema osjećaj da oni poginuli su isto tako makedonski građani. Ванковска, која во минатото гласно говореше против преспанскиот договор, сега бара поддршка да влезе во Вила Водно, а ветува излегување од НАТО. Смета дека ЕУ не е единствена алтернатива и треба да размислуваме за приближување кон БРИКС, а ветува и нов устав на Македонија. Само тоне во сиромаштија. При тоа, она што го издвојуваме не оди кај нас, не оди за развој, туку оди за финансирање на туѓи војни. Покрај тоа, Ванковска често знае да се конфронтира со медиумите. Во неколку наврати, таков беше случајот и со Алфа. Влезе во отворена конфронтација со неколку наши колеги. Ванковска е гласна и против Израел за конфликтот во Газа, а за руската инвазија во Украина смета дека вината е кај НАТО.